Почитувани гледачи, добро вечер. Го следите централниот дневник на КТВ телевизија, а ова се настаните на денот. Судот во Кавадарци изрече по 10 години затвор за тројцата кавадарчани за убиството на 43-годишниот ПТ пред казиното во центарот на Кавадарци. Основното јавно обвинителство Кавадарци не е задоволно од изречената пресуда и најави жалба. По 10 години затворска казна за секој од тројцата обвинети, изрече кривичниот совет при Основниот суд Кавадарци за убиството на 43-годишниот ПТ, кое се случи минатата година во центарот на градот. За виновни за кривичното дело убиство беа прогласени кавадарчаните ДБ 27 години, МГ 36 и ДС 28. Во кривичниот предмет немаше признание на вина. На обвинетите им е продолжен притворот бидејќи се прогласени за виновни, соопшти од Основниот суд Кавадарци. Обвинителството бара повисоки казни, изрази незадоволство од висината на пресудата и најави дека ќе поднесе жалба до апелациониот суд, бидејќи станува збор за првостепена и неправосилна судска одлука, право на жалба имаат и одбраната и осудените. Крвавиот настан се случи на 27 август минатата година во раните утренски часови на задниот влез од казино, лоцирано на улицата Никола Минчев во центарот на Кавадарци. Според обвинителниот акт, во објектот најпрво избила вербална расправија помеѓу тројцата обвинети и жртвата ПТ. Кога 43-годишниот тргнал да го напушти објектот, обвинетите го пресретнале на задниот влез и физички го нападнале, нанесувајќи му силни удари со боксови и клоци во пределот на главата и телото. Жртвата се обидувала да се извлече од тепањето и да се врати внатре во казиното, но не успеала. Како последица на тешките телесни повреди во пределот на главата, ПТ починал на местото на настанот, каде што медицинската екипа од итна помош само констатирала смрт. Општина Кавадарци продолжува со подобрување на патната инфраструктура во сите населени места. По барање на местната заедница Дабниште се изврши тампонирање на патот кој води до црквата Свети Ѓоргија, со што значително се подобрува пристапот до ова свето место. Беа вградени околу 250 метри кубни тампон на делница во должина од приближно 1 километар. Реализацијата беше овозможена со донација од компанијата Кожувчанка. Заеднички продолжуваме да создаваме подобри услови за сите наши сограѓани. Прва форумска сесија во општина Росоман. Проектот кој ќе добие најголема поддршка од граѓаните ќе биде финансиран со $15,000. Вчера се одржа првата форумска сесија во рамките на проектот за јакнување на општинските совети, кој општина Росоман го реализира во партнерство со UNDP, Швајцарската амбасада во Република Македонија и Министерството за локална самоуправа. На форумските сесии граѓаните имаат можност директно да учествуваат во изборот на приоритетен проект за развој на општината Росоман. Проектот што ќе добие најголема поддршка ќе биде финансиран со $15,000 од донаторот со кофинансирање од општина Росоман. Општина Росоман заедно со граѓаните носи одлуки и гради подобра иднина за сите жители. Нашата цел е јасна – трајно зачувување на Охридскиот регион како светско, природно и културно наследство, вели министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Во првичниот предлог на одлуката беше предвидено регионот веднаш да биде впишан на листата на светско наследство во опасност. Со усвојувањето на амандманот, оваа формулација е отстраната. Охридскиот регион во оваа фаза нема да биде ставен на листата на светско наследство во опасност и ќе го задржи статусот на светско природно и културно наследство на УНЕСКО. Ова представува значаен дипломатски успех за државата. Овој резултат е производ на координирана државна акција предводена од председателот на владата.
Во целиот процес работевме во тесна координација со Министерството за култура и туризам, Министерството за транспорт, Министерството за животна средина и просторно планирање, општините Охрид и Струга, како и со нашата амбасада во Париз, која имаше важна улога во комуникација со УНЕСКО и со државите членки на Комитетот за светско наследство. Во изминатиот период водевме интензивни разговори, спроведовме дипломатски консултации и градевме поддршка меѓу државите членки на Комитетот. Јасно ги представивме нашите позиции, ги презентиравме превземаните обврски и политичката волја за заштита на Охридскиот регион. Работевме посветено, координирано и со јасна цел. Преку диалог да ги приближиме ставовите, да ја зајакнеме довербата кај нашите партнери и така ја обезбедивме потребната поддршка за финалната одлука. Покажавме дека дипломатијата носи конкретни резултати. Таа не е само присуство на меѓународни состаноци, туку способност да се градат партнерства, да се создава доверба и да се заштитат најзначајните државни и национални интереси. Почитувани, Охридскиот регион представува природно и културно богатство од исклучителна универзална вредност, чие значење ги надминува националните граници. Охридското езеро, со својата природна уникатност, биолошка разновидност и богато културно-историско наследство е непроценливо светско добро. Како дел од светското наследство на УНЕСКО, регионот е символ на нашата историска и духовна традиција, но и на регионалната соработка, одржливиот развој и заедничката грижа за природното и културното наследство. Неговото зачување е национален приоритет, но и одговорност кон идните генерации. Денешниот резултат ја потврдува јасната и недвосмислена посветеност на владата кон трајната заштита на Охридскиот регион. Со дипломатски ангажман обезбедивме дополнителен простор за исполнување на превземените обврски и спроведување на стратегискиот план за рехабилитација до 2030 година. Но мора да бидеме јасни. Денешната одлука е значаен исчекор, но не и крај на процесот. Заедно со Албанија треба да подготвиме временски ограничена рамка за спроведување на стратегискиот план до 2030 година. До 1 февруари 2027 година треба да биде доставен нов извештај за постигнатиот напредок. Дипломатијата го обезбеди потребниот простор. Сега обврската е и на сите надлежни институции тој простор да го претворат во конкретни мерки и мерливи резултати, преку целосно исполнување на превземените обврски. Ке продолжиме со активна работа во координација со Албанија, со државите членки на Комитетот, со УНЕСКО и со нашите меѓународни партнери. Нашата цел како влада е јасна и недвосмислена. Трајно зачување на Охридскиот регион како светско, природно и културно наследство. ВМРО ОКГ ја труе Македонија, обвинувања од опозиционата Социјалдемократски сојуз на Македонија. Додека Мицкоски свечено отвара базен во Кавадарци, половина Македонија нема безбедна вода за пиење. Гостивар, Валандово, болницата во Лешок, сега и во Крушево, водата е бактериолошки неисправна. За само неколку денови имаме 4 града со загадена вода за пиење. Ова е најдраматичен доказ за целосниот системски распад на здравството. Институциите кои што се под власта на Мицкоски и неговата организирана криминална група. Прашањето е колку градови уште пијат неисправна вода. Самите институции повеќе не ја извршуваат ниту својата најосновна обврска да ги заштитат животите и здравието на граѓаните. Здравствениот систем е оштетен. Институциите се нефункционални. А власта на Христијан Мицкоски нема ниту капацитет, ниту одговорност да се справи со сериозните закани по јавното здравје. Директорот на Фондот за здравствено осигурување е човек чие образование е тренер. Министер за полиција го праќа да објаснува за хлорирана вода. Министерот за здравство ги навредува лекарите затоа што ја изнесоа вистината. Ова е огледало на целиот системски колапс, последица на нестручност и незнаење. Оваа организирана криминална група, ВМРО,
за 2 години успеа да направи економски колапс и целосна изолација на земјата. Сега, изгледа, сакаат и физички да ја отрујат. За труењето на народот одговорност мора да има политичка и кривична. Министерот за здравство Сашо Клековски, директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов треба да поднесат оставка веднаш. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара итно објавување на сите анализи за квалитетот на водата. Целосна истрага за непостапувањето на надлежните институции и одговорност од сите што знаеле, молчеле и го загрозиле здравието на граѓаните. Молкот на СДС, Дуи и Таравари е признание дека го штитат Валбон Лимани, порача Бране Петрушевски од ВМРО ДПМНЕ. По скандалот со водата во Гостивар, најгласен е молкот на СДС, Дуи и Таравари. Ниту осуда, ниту барање за одговорност, ниту повик за оставка од нивниот кандидат Валбон Лимани, кој јавно изјави дека не чувствува никаква морална одговорност. СДС, Дуи и Таравари молчат затоа што Валбон Лимани е нивен кандидат и го штитат преку нивните обвинители и судии. Молкот е доказ дека за СДС, Дуи и Таравари партиската припадност е поважна од здравјето на граѓаните. Тие секојдневно бараат оставки од кого стигнат, но кога се работи за нивните кадри, сите принципи за отчетност исчезнуваат. Брзата реакција на владините институции ќе го реши проблемот во Гостивар во експресен период. Тоа покажува дека коалицијата во Гостивар, предводена од СДС, Дуи и Таравари, нема капацитет да ја води општината. Пратеникот на Левица Амар Мециновик денес во Собранието на Република Македонија одржа пресконференција на која најави изготвување на нов предлог закон за критична инфраструктура. Денес ја секуваме оваа пресконференција да најавиме изготвување на нов предлог закон за критична инфраструктура. Закон со кој државата конечно ќе почне да се однесува кон своите стратешки капацитети како капацитети и системи кои се прашања од национална безбедност, а не како административна формалност. Последните случувања се алармантни по загадувањето на водата во Гостивар и откако видовме колку е лесен пристапот до овие системи за водоснабдување во Гостивар. После последните случувања во Валандова, сега гледаме и од Крушево, ова е јасен сигнал дека државата не се однесува доволно сериозно кон своите стратешки објекти. Зборуваме за системски пропусти кои директно ги загрозуваат здравјето, безбедноста и довербата во институциите на граѓаните. Постојаниот предлог закон ја познава потребата за заштита на критична инфраструктура и воспоставува национален систем за нејзина заштита. Но ние сметаме дека тоа не е доволно. Нашето решение е јасно. Обезбедувањето на стратешките објекти и критична инфраструктура од највисоко национално значење треба да го врши армијата на Република Македонија. Зошто е тоа така? Затоа што водоснабдителните системи, браните, енергетските капацитети, клучните комуникацијски центри и другите стратешки објекти не се само имот на институциите, туку тие представуваат клучно прашање за националната безбедност на нашата држава. Доколку овие системи не се заштитат на вистински начин, последиците по нас може да бидат неизмерни. Армијата е единствената институција која располага со потребна организација, дисциплина, обучен кадар и капацитет за континуирано обезбедување на овие објекти. Во време на се поголеми безбедносни ризици, хибридни напади, меѓу другото и климатски промени, но и деградација на условите за живот во Република Македонија, сметаме дека националната безбедност не сме да започне откако ќе се случи катастрофа, туку таа треба да биде највисок приоритет. Затоа ќе предложиме законско решение со кои најважните објекти од критична инфраструктура ќе бидат обезбедувани од армијата во координација со другите надлежни институции, како полицијата и собствениците на овие објекти. Државата мора да биде присутна таму каде што е најпотребно и да ги преземе најтешките задачи за осигурување на својата иднина.
Време е Македонија да ја свати критичната инфраструктура како прашање на национален суверенитет и национална безбедност. Безбедната вода, сигурната енергија и заштитената критична инфраструктура не се привилегија, туку се основен систем за функционирање на една функционална држава. Јас сакам на крај да ги повикам претеничките групи во ова собрание да го разгледаат ова сериозно, затоа што последните случувања ни покажуваат дека ние немаме доволна заштита на критичната инфраструктура. Мислам дека сите тука ни е јасно, дека не смееме да стравуваме кога ќе ја запалиме чешмата со вода дали ќе бидеме затруени. И тоа покажува колку во Македонија веќе е преминат секој последен аларм за действување. Затоа ние повикуваме за поддршка на ово законско решение и негово освојување. Дали имате прашање? 2 години ВМРО и Борко Ристовски го уништуваат спортот. Со ребалансот поддршката е преполовена, беше речено на денешната пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Оваа влада системски го уништува македонскиот спорт. 2 години се крати поддршката за спортот. Нема инвестиции за спортистите, клубовите и федерациите. Додека спортистите, федерациите и клубовите се борат за основни услови за тренинг и надпревари, владата со ребалансот ги скрати парите за спортот. Не се предвидени дополнителни пари за субвенции за спортските субјекти. Тоа значи дека директната поддршка за федерациите, клубовите и индивидуалните спортисти останува на само 5,4 милиони евра. Во 2024 година поддршката изнесуваше 10 милиони евра. Во 2025 година беше намалена на 6,7 милиони евра. Денес е сведена на само 5,4 милиони евра. За само 2 години спортот изгуби речиси половина од директната финансиска поддршка. Ова е континуирана негрижа на власта за областа што е промотер на нашата држава. До кога планира Мицкоски владата на ВМРО да го маргинализираат спортот и спортистите? Нели затоа стави спортист за министер, кој заборави на спортот откако се префрли на бизнис делки и тендери. Наместо да инвестира во луѓето кои го создаваат спортот, министерот за спорт најголем фокус му се градежните проекти. Дали Министерството за спорт се претвора во градежна фирма? Наместо системска поддршка за спортистите, младинските категории и спортските клубови, најголемите активности се седуваат на отварање и реконструкција на објекти. На 11. јуни 2026 година беше свечено пуштена во употреба спортската сала Расадник во присуство на премиерот, министерот и високи владини представници. Проектот беше представен како капитална инвестиција од невидени размери досега. За реконструкцијата беа потрошени околу 1,9 милиони евра. За само еден месец, посвеченото отварање, во салата повторно се изведуваат работи на веќе реновираниот паркет. Дали салата имаше технички прием пред отварањето? Дали премиерот знаел дека објектот кој свечено го отвара владата, само еден месец подоцна повторно ќе се реконструира? Министерот често зборува за вложување во младите, а не им дава поддршка. Каде е системот за развој на младите ватерполисти? Каде е стратегијата за спортовите кои со години се борат за опстанок? Каде е поддршката за оние кои утре треба да ги бранат боите на Македонија? Младите се откажуваат од спортот, немаат услови, разочарани се од системот. Спортот го создаваат спортистите, тренерите, клубовите и федерациите. Македонските спортисти заслужуваат влада која ќе инвестира во нив, која ќе ги поддржува и им овозможува услови за успеси и награди, а не влада која гледа како да украде од нив за да има повеќе за своите луксузи и бизниси. 2 години влада предводена од ВМРО ДПМНЕ, професионални раководители, Академија за јавна администрација и модерни институции, пресконференција на ВМРО ДПМНЕ. Реформите во јавната администрација продолжуваат со мерки што обезбедуваат професионално управување и континуиран развој на административните капацитети. Со донесувањето на Законот за високи раководители, за прв пат се воспоставува единствен систем за избор на високите раководни позиции во државната администрација. Новиот модел предвидува јавен оглас, проверка на условите,
рангирање и избор на најдобрите кандидати, со што високите позиции се поврзуваат со знаење, компетентност, професионално искуство и интегритет. Законот опфаќа државни секретари, директори и заменици директори во институциите каде што е предвидено, а воведува и механизми за следење на нивната работа и одговорност за резултатите. Дополнително, ограничувањето на вршителите на должност на 6 месеци и намалувањето на бројот на членови во управните одбори придонесуваат за поголема одговорност, стабилност, поефикасно користење на јавните средства. Во изминатиот период е воспоставена и Академија за јавна администрација, која ќе биде носител на обуките и професионалниот развој на административните службеници. А со модернизација на Центарот за обука, реализирани се обуки за повеќе од 1000 службеници и воспоставен е современ електронски систем за учење. Истовремено се унапредуваат информациониот систем за управување со човечки ресурси, инспекцијскиот систем, процесите за управување со квалитет, како и транспарентноста и учеството на јавноста преку партнерство за отворена власт. Паралелно се унапредени и процесот на проценка на влијание на регулативата преку поголема транспарентност, јавни консултации и подобро планирање на законските решенија. Почитувани, овие резултати се доказ дека реформите не се декларативни, туку носат конкретни промени кои создаваат поефикасни институции, подобри услуги за граѓаните и се поставаат темели за администрација во која континуираното учење и усовршување ќе бидат составен дел од кариерата. Продолжуваме со вести од спортот. Крива Паланка повторно ќе игра во ВАБА 2 лигата. Македонските кошаркарки ќе бидат дел од регионалната лига во која ќе настапат 10 екипи од Словенија, Босна, Црна Гора и Австрија. Иако имаше понуда да оди чекор понапред и во новата сезона да се надпреварува дури и во елитната дивизија на регионалното женско кошаркарско надпреварување, екипата на Крива Паланка сепак одлучи повторно да се надпреварува во ВАБА 2 лигата. Шампионот на Македонија ќе биде еден од 10 екипи кои ќе конкурираат за титулата и тоа втора сезона поред. Откако минатата надпреварувачка сезона македонскиот представник остави одличен впечаток и за малку не успеа да се пласира на завршниот турнир, годинава Крива Паланка ќе се обиде да го надомести тоа што го пропушти минатата сезона и годинава поискусни и позрели да забележат подобар пласман. Покрај Крива Паланка, како единствен македонски представник во ВАБА 2 лигата, сезонава ќе учествуваат и екипите на Марибор, Јежица и Илирија од Словенија, Подгорица, Систерс и Приморје од Црна Гора, Лидер и Бановиќи од Босна и австријската екипа на Грац. Да ја проследиме и временската прогноза. Сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец, поизразен во источните делови и долж по Вардарието. Нови врнежи од дожд проследени со локална нестабилност ќе има во понеделник, а од вторник повторно ќе биде стабилно со пораст на температурите. Почитувани гледачи, ова е крајот на централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме што бевте со нас и ви посакуваме пријатна вечер.